На ден пред истекот на рокот, од ВМРО ДПМН објавија уште 4 имења на кандидати за градоначалници со кои партијата ќе настапи на предстојните локални избори. И официјално, првиот човек на Скопје, Гоце Терановски, од сограѓаните ќе побара трет мандат. Актуелните градоначалници ќе бидат кандидати и во општините Газибава и Росоман, Тони Трајковски, односно Стојан Челазов, додека од партијата се одлучија да го номинираат Драган Клопчевски во Дебар. Овие кандидати, како и досега промовираните кандидати, се потврда на нашиот приоритет и понатаму да работиме посветено на континуираниот развој на општините и квалитетот на живење на граѓаните. Тие ќе бидат тимот кој ќе продолжи да гради нови улици, училишта, градинки, локални патишта, да ја подобрува комуналната услуга, да изгради нова инфраструктура и пред се да биде подобар сервис за потребите и барањата на граѓаните. ВМРО ДПМН од предходно излезе со имињата на 16 своји адути за локалните избори, што се однесува до политичкиот ривал, СДСМ го финализира комплетниот список со имиња. Директорот на јавното предпријатие Паркинзи општина Центар, Саша Богдановиќ, ќе биде кандидатот за градоначалник на партијата за општина Центар. Лидерот на владеачката партија и премиер Зоран Заев успеал да го предомисли актуелниот прв човек на Центар, Андреј Жерновски, наместо него кандидат да биде претседателот на општинската организација на социјалдемократите. Заев во телевизиско интервју соопшти дека со Жерновски се договориле за државна и партиска функција и тој нема да бара втор мандат. Со Андреј Жерновски долги години имавме одлична соработка. Договоривме да биде активен чинител во централната власт. Заедно зедовме збор каде што тој ќе учествува во сето она што представува можност со неговата стручност, искуство или слично, остава зад себе сериозни проекти, има свој и политички габарит и проект и иднина, ќе учествува во централната власт, значи ќе повлече својата независна кандидатура. Иако собра потписи за независна кандидатура, Жерновски потврди дека ќе се повлече од градоначалничката трка. Како одговорен човек и политичар, секогаш ќе ги ставам единството и напредокот пред личните интереси. Затоа ја повлекувам независната кандидатура и давам целосна поддршка на партијата во новата битка која ни предстои. Во договор со премиерот Заев одлучив да ја продолжам кариерата на висока раководна позиција во централната власт и да станам дел од партијата која тој ја предводи. Со него имам одлична соработка и голема меѓусебна доверба и почитување. Токму затоа и решив да ја прифатам неговата понуда и заедно да продолжиме во нови победи, напише Жерновски. Рокот во кој партиите треба да ги достават кандидатурите до Државната изборна комисија истекува утре, кампањата ќе тргне на 25 септември, а доверба од граѓаните на 15 октомври ќе бараат и 27 независни кандидати во 22 општини.